подпредседател, почитуван министар, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, измена на Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер денеска се наоѓа на Комисијата за европски прашања. Најпрво би сакал да го споменам формалниот аспект на овој закон, односно самиот пораз кој што го доживуваме како собрание, затоа што дозволивме ваков закон за утврдување на јавен интерес да се најде на Комисијата за европски прашања. Тоа го споменав овде од говорница и пак ќе кажам. Односите се уредени со спогодбата за стабилизација и асоциација. Од спогодбата за стабилизација и асоциација произлегува обврската за транспонирање на европското законодавство во нашето законодавство, односно усогласување на македонските закони со директивите и регулативите на Европската унија. Овде имаме еден закон со кој што се суспендира не само Законот за јавни набавки, туку се суспендираат плејада на други закони, ќе дојдам и до тоа, со кој се прекршуваат одредбите за внатрешен пазар и за конкурентност на Европската унија, и вие без никаков срам парадоксално дозволувате да влезе во македонското собрание. Зошто? Затоа што Македонија, еве одговорно тоа го тврдам, е земја кандидат за членство во Европската унија, чија што влада говори на сите фамфари дека Европската унија е приоритет, а нема изградено еден едноставен механизам за контрола на законите кои што се транспонираат. Погледнете ги другите земји, направете споредба, Романија, Хрватска и сите останати земји, без разлика дали станале членови или се уште преговараат, има соодветни механизми за проверка на законите кои што влегуваат во скратени процедури и скратени постапки. Кај нас таков механизам нема, единствено за тоа одлучува председателот на собранието Талат Джафери како султан и владата. Владата која што неосновано подпишува празни кореспондентни табели, внимавајте затоа што коридорот 8 и 10Д биле дел од европските коридори. И сега ќе ве навратам на амандманот. Бараме едноставен амандман. Не знам како пратениците од мнозинството можат да бидат спротивни на ова. Бараме договорот од специјалниот закон, од законот за утврдување на јавен интерес да биде објавен во службен весник и да биде достапен за јавноста. Зошто, колеги пратеници, се плашите од објавување на договорот? Што е тоа што се крие во овој договор? Како можете, како си дозволувате да гласате против објавување на договорот? Затоа што ќе ве потсетам, кога беше донесен овој специјалниот закон за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер, ДКСК поднесе една иницијатива до Уставен суд за разгледување на уставноста на законот, при што Уставниот суд кажа дека со Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер се суспендира примената само на Законот за јавни набавки, а остануваат да се применуваат сите останати закони. Сега гледате што се случи. Не сите останати закони. Видовме дека овој закон, а поточно не законот, видовме дека договорот кој што го криете имплицира промена на една плејада на закони. И некој ќе каже дека тоа се 5 закони кои што стигнаа со европско знамеци и повторно се прекршуваат процедурите, меѓутоа само ако ја погледнете содржината на овој закон, ќе видите дека се дерогираат и други закони, се дерогира законот за акциза, се дерогира законот за царинскиот закон и така натаму. Што значи тоа? Тоа значи дека со договорот кој што треба да биде би рекол едноставен и транспарентен акт помеѓу нарачателот и изведувачот, вие го претворивте во многу, би рекол, извор на коруптивност. Зошто? И секој може да предпостави дека овде лежат лукративни интереси на оние кои што ги извршуваат јавните функции и оние на кои што јавниот интерес треба да им биде на прво место. За жал, со тоа што ова е таен договор, докажуваат дека во самиот процес на договарање некој договарал работи кои што не смеат да бидат договарани. И наместо предметот на договорот да биде дозволен,
возможен, определен или определлив, ние се доведовме во ситуација и јавноста, иако договорот е таен, знае дека владата кога преговарала за работи кои што не и се дозволени. Договарала за работи кои што не се возможни или не би требало да бидат возможни без тргување со влијание. Ако вие како влада договарате измена на законите и гарантирате дека законите ќе бидат променети во собранието, што представува друг столб на власта согласно Уставот, затоа што ние власта е поделена законодавна, извршна и судска според Уставот. Сега замислете, ако имате еден владин функционер, без разлика дали е премиер, дали е вице-премиер, дали првиот вице-премиер, ако на компанија изведувач и гарантира какви судски пресуди ќе бидат донесени. Тоа е поразително и тоа во самиот почеток ќе биде доказ за тргување на влијание. Тргување на влијание е еден од облиците на корупција и ќе треба да одговара. А кога тоа истото му се случува на законодавниот дом, односно владата гарантира какви прописи ќе бидат донесени, одеднаш сите се заслепени и не го гледаат тргувањето со влијание. Тоа е клучот на одговорност, затоа што според нашиот кривичен законник, ако ветувате работи кои што не зависат од вас, ако ветувате работи кои што можат да бидат овозможени со притисоци, со закани, со користење на вашето влијание, тогаш вие имате злоупотреба на службена должност. И сметам дека токму тоа се крие во договорот и токму тоа сакате да го скриете. Да не зборуваме дека договорот од она што го имаме ние видено не е најсреќниот договор кој што го има подпишано. Немаме коридори, немаме утврдено соодветно планирање, немаме јасно утврдени ставки, немаме јасно утврдени трошоци. Меѓутоа, она кое што ме загрижува како дел од овој законодавен дом е сервилната улога во која што колегите од парламентарното мнозинство се поставија кога станува збор за овие закони и успеа да ја компрометираат Комисијата за европски прашања. Меѓутоа, можеби со ова ваше постапување конечно и ставивте до знаење на целата македонска јавност дека владата на СДСМ и ДУИ нема никаква врска со евроинтеграциите. И ставивте до знаење дека евроинтеграцијскиот процес во Република Македонија е само алатка во рацете на корумпираните. И ставивте до знаење дека секое споменување на евроинтеграцијски процеси во Македонија некој го наплаќа. И ставивте до знаење дека на сите кризи и неволји на овој народ некој во владата на СДСМ и ДУИ секојаш ќе најде начин да профитира и да има корист. И вчера тоа го говорев. Погледнете ги последните измени на Законот за градење. Кога последниот пат ги менувавте Законот за градење, ги изменивте правилата за добивање дозвола за градба, за да ги изградите модуларните болници, како заврши тоа? Па виновник ви беше кабелот. Сега кога ги менувате сите процедури, кој ќе има одговорност? Меѓутоа, некој во владата смета дека со тоа што договорот е таен, со тоа што ќе го злоупотреби собранието, ќе можете да ги соберете провизиите и да избегате далеку пред да се соочите со последиците. Меѓутоа, ве уверувам дека одговорност за вакви постапки ќе има. Зошто не изградивме консензус за клучните прашања? Ако треба да помине овој закон, да кажеме дека ќе се согласиме со ослободување од царински давачки, ќе се согласиме со ослободување од акцизи, ако ги имате соодветните аргументи. Меѓутоа, каква врска има тоа со европското знаменце? Каква врска има тоа со скратените процедури? И на крајот на денот, каква врска има тоа со упорното одбивање договорот да не го објавувате? Еден ќе каже дека е таен, друг ќе каже дека содржи деловни тајни. Меѓутоа, без никаква контрола над владата го прави она што гледаме и секојдневно го сведочиме, ги користи
го користи своето влијание за целосна доминација над судската, над извршната, а со приватниот сектор, богами, го користи за договарање на огромни провизии. Уште еден апел. Дајте, охрабрете се да го видиме договорот и ние и целата македонска јавност. Ви благодарам. Ви благодарам, колега.